Завршија првите директни мировни преговори за прекин на огнот во Украина. Москва на разговорите настапиле со нови територијални барања кон Киев. Според украински извори, тие за делегацијата од Украина биле неприфатливи. За сега не е откриена содржината на преговорите меѓу двете страни. Прямые переговори с украинской стороной. Директните преговори со украинската страна, организирани на иницијатива на председателот на Русија, завршија токму сега. Генерално, задоволни сме од резултатите и сме подготвени да продолжиме со контактот. Додека траја преговорите во Истанбул, председателот на Украина Володомир Зеленски замина во Тирана, па оттаму порача дека председателот на Русија требал да дојде во Турција и да се соочи со него. Оваа недела имавме вистинска шанса да превземеме важни чекори кон завршување на оваа војна. Само да не се плашеше Путин да дојде во Турција. Вчера бе во Анкара и благодарам за приемот председателе Ердоган. Јас бе подготвен за директна средба со Путин, без разлика дали во Анкара или Истанбул, или не само за средба, туку и за решавање на сите важни прашања. Според министерот за надворешни работи на Турција, прекинот на огнот во Украина е од суштинско значење затоа што додека руската и украинската делегација преговараат за мир на фронтот, има се повеќе жртви. Оваа средба е првиот директен контакт меѓу двете страни од март 2022 година. Мора да ја искористиме оваа можност за да напредуваме на патот кон мирот. Секој ден што повеќе доцнеме предизвикува губење на повеќе животи. Преговорите за прекин огнот во Украина започна и зутрината и траја неполни 2 часа. Во меѓувреме украинска делегација во Истанбул се сретна со советници од Велика Британија, Соединетите држави, Германија и Франција.